беше вознемирена. Дланките се потеа и имаше болки во стомакот. Откако во нејзиното одделение пристигна новото девојче, Ема, се претвори во кошмар. Во последно време, Ана не можеше да си игра со своите другари, Зои и Виктор, за време на одморот. Ема беше таа кој одлучуваше што ќе играат и кој ќе се придружи во играта. Пред доаѓањето на Ема, одморот беше најубавиот дел од денот, но сега стана трка за влез во клубот на Ема. Еден ден Ема и рече на Ана да ја го даде сендвичот. Ана знаеше дека ако не ја го даде, Ема нема да ја пушти ни близу до групата. И покрај тоа, што се работеше за нејзиниот омилен сендвич со шунка, а во стомакот и кркореа цревата, Ана го даде сендвичот. Следниот ден требаше да одат во посета на музеот. Сите почна да се групираат во двојки. Кој со кого ќе седи во автобусот? Зои, со кого ќе седиш? Со Ана. Ана, но таа е смрдла. Ако седиш до неа, и ти ќе смрдиш. Ана поцрвене како домат. Посака и да ја залепи устата на Ема со фластер, за да не зборува веќе такви работи. Но не се осмелуваше да извикне на глас во делението дека Ема е лажливка. А не сакаше да ја каже ниту на наставничката, бидејќи таа се плашеше да не почнат сите да ја нарекуваат тужибаба. На денот на патувањето, на Ана и беше лошо во автобусот. Ема гледаше кон неа и се смееше. Ана тогаш убаво си изнаплака, а потоа речиси цел ден го помина молчејки. Да не заборави да зборуваш. Мачка ти го изеде јазикот по грешка и смрдиш на лепешка. Остави ја Ана намира. Треба да замолчиш, ако не сакаш да останеш сама. Следното утро, повторно беше лошо на Ана. Душо, денес за ручек ќе ти направам сендвич, со мисирки на шунка. Треба да јадеш нешто лесно. Не, мамо, сега ми е подобро. Може да ми дадеш некое чоколадце за десерт? Часот туку што почна, кога на еден лист хартија почна да кружи од клупа на клупа. Децата тивко се кикотеа. Вчера Ана се бакнуваше со Виктор во бифето. На Зои воопшто ни беше смешно напишаното. Виктор, Ана и таа се знаат уште 3 години и се навистина добри другари. Но откако пристигна Ема, немаше ништо друго освен проблеми. Зои го искина листот хартија на мали парченца. Еј, изгледа на Зои е жал за својата мала смрдлива другарка, па одлужи да ѝ се приклучи. Добро, денес ниту една од вас не може да си игра. Виктор, дали ќе си играш со твоите другарки или ќе дојдеш да си играш со сите нас, другите? И само да знаеш, пред некој ден ги слушнат како велат дека играш фудбал како мува без глава. Ана и Зои одмавнаа со главите за да го негираат тоа. Но не знаејќи кому да верува, Виктор појде по Ема за да им се придружи на другите деца. Само кога би можело работите да се вратат по старо, како што си беа порано. Ке се вратат. Нам не ни треба таа шефица. Ми се смачи постојано да ни го одништува одморот. Следниот ден, Ема директно отиде до клупата каде што седеа Зои и Ана. Па што ми донесовте денес ужина, се надевам дека е нешто навистина вкусно, бидејќи во спротивно нема да можете да си играте со нас и денеска. Ох, навистина е вкусно, но воопшто не планирам да ти дадам дел од мојот оброк. Сите се одушеви од начинот на кој Зои и се исправи на Ема. Кога завршија часовите, Виктор замина со своите другарки Ана и Зои, а Ема побрза да го стигне. Одиш со твојата девојка, Виктор? Може би утре нема да можеш да си играш со нас. Знаеш што? Не ми се допаѓа како се однесуваш со нас. Повеќе сакам да се дружам со нив
отколку со тебе. Во текот на таа недела, работите почна да се менуваат. Секој ден, уште некој друго дете им се придружуваше на клупата за појадок. Почна да предлагаат своји сопствени игри. Немаше шефови или клубови, туку сите заедно се договараа што сакаат да прават. Денес си го дадов мојот сендвич со путес од кикирики, но таа сепак не ми дозволи да играм. Не ни е потребна таа. Можеме да си смислуваме наши сопствени игри. Деновите минуваа, а бандата на клупата стануваше се поголема и поголема, а Ема стануваше се поосамена и поосамена. Се дојден петок, кога слушнаа глас, додека сите заедно се забавуваа. Може и јас да играм?